Гилгамеш, плоча 4. Тргнаа на пат, со чекор брз, 20 милји без да запрат. Потоа сабиите ги забодеа во земјата, торбите ги отворија, се одморија. На 30 милји ноќ ги фати, си легнаа. Цел ден 50 милји пат изодеа, чудо едно. 1,5 месечен пат изодеа за 3 дена сал. Пред зајдисонце бунар копаат за свежата вода му благодарат на Шамаш. Пред портата на Кедровата гора, Енкиду му прозборе на Гилгамеш. Мој храбар пријателе, сети се, што си решил во Урук? Те чека тебе Кедровата гора. Влези во неа храбро, со срце бодро. Не заборавај, ти си Гилгамеш, фиданка на Урук, ти си крал. Се бодри срцето на Гилгамеш слушајќи ги зборовите на Енкиду. Старата намера нов пламен зема. Гласно му се обраќа на пријателот. Тргни напред, брзо зграбчи го, не давај му да избега. Мушни се меѓу дрвјата, приближи му се, не плаши се. Ако успееш да го фатиш, растини му ја 7 пати обвивката. Но внимавај, ако една скинеш, уште 6 остануваат одоздола. Како бесен бизон, скокаше и кон портата се загна. Наоколу погледна како бесен бизон и го викаше шуварот на шумата. Го викаше името на Хумбаба, гласно го викаше и го вабеше. Отварајќи ја устата, Енкиду му рече на Гилгамеш. Да не одиме повеќе, пријателе, да не одиме до срцето на гората. Раката ми доби тешка рана додека портата ја кршев. Гилгамеш одговори на зборовите на пријателот. Единствен пријателе, зошто очајуваш, зошто се жалиш како дете? Изодевме толкав пат и пред целта, зар ти би отстапил? Добро знаеш што значи борба. Си бил во многу битки. Често си се соочувал со смртта. Доприја мојата наметка и не плаши се. Заборавија смртта сосем, храбро мини низ портата. Ќе ти мине болката на раката, раната брзо ќе ти зарасне. Пред целта собери сила, срцето нека ти пламне. Силниот маж, промислениот, напред оди внимателно, се чува себе си. Не од плашливост, туку за да ја постигне целта. Па ако загине во борбата, ќе се здобие со вечна слава. Минаа низ планината обвиена во зеленило. Тивко разменуваа по некој збор и во голема тишина врвеа.